Председател, почитувани колеги пратеници, значи јас на почетокот ќе кажам зошто се чувствувам како пратеник и член на Комисијата за избор и именување хендикепиран како да гласам по овој предлог за уставен судија. Затоа што не го познавам човекот и ќе беше многу корисно за мене ако тој предложен кандидат, судијата Фатмир Искендер, тука имаше свое лично представување. Не дека го подценувам представувањето кое што сега го изложи претходниот колега пратеник, но друго е кога некој конкурира, друго е да се представи лично и да каже што работел, каде работел, колку години, во кои области е постручен, која е неговата амбиција доколку биде избран и зошто да не убеди нас, а и јавноста, зошто тој треба да биде, да му се даде принос како кандидат за член на Уставниот суд. Ние сега имаме за господинот Фатмир Искендер биографија, која што го наведува и неговото образование, и неговата стручна спрема, и работно искуство, но се е тоа едно сувопарно, како да кажам, парче хартија, на кое што му недостига личноста која што би се обратила во живо, за да можеме ние да ја анализираме оваа биографија и да видиме за колку стручен судија и човек со интегритет станува збор. Затоа сметам дека ваквиот начин на одлучување ќе остави можност за недоволна запознаеност на сите членови и заменици членови на Комисијата за избор и именување. Голем дел од нив нема да знаат за кого гласаат. Јас сигурен сум дека колегата Илјас има лично познавање за човекот кој што е предложен и можеби тој е во предност со самото тоа што лично го познава кандидатот. Но сите други кои што не го познаваат лично кандидатот, мислам дека ќе биде до одредена мерка хендикепирани, затоа што ќе треба да се изјаснат за кандидат кој што не го познаваат лично и за кого што се запознаени индиректно преку биографија или преку колега пратеник кој што ни го представува. Затоа морам да кажам дека за тие кандидати за кои што лично не ги познавам, нема да можам да гласам за и ќе гласам против тие кандидати кои што не ги познавам лично, бидејќи се работи за сериозен институт, како што е Уставниот суд, и се работи за комисија која што, за жал, ја пропушти можноста да ни овозможи да ги имаме кандидатите присутни тука и да се представат пред нас и пред јавноста. Тоа имам накратко да го кажам за овој предложен кандидат, кој што, за жал, немаме прилика да го запознаеме. Благодарам.